Министерот Кренар Лога во заминување го смени ставот за 360 степени за членовите на двете највисоки тела во правосудниот систем, советите на судиите и на обвинителите. Ова не е нова информација, но министерот ја повтори на последниот брифинг со новинарите пред да се замине од функцијата. До пред една година самиот им сугерираше да се самораспуштат по сите скандали изминативе години, а сега тврди дека со нивното распуштање се загрозува судската независност. Откако новиот мандатар најави распуштање и реформи, сега истите членови според Лога треба да си ги задржат фотелите, после критиката од Христијан Мицкоски дека како министер требал повеќе да се грижи за довербата во правосудството, отколку да гледа зајас да биде плодна почва за кадри во обвинителството и судството. Лога е дециден. Тврди дека откако е министер, ВМРО ДПМН имале покана за да учествуваат во сите работни групи на министерството, но тие никогаш не дошле. За жал, јас не можам да сносам одговорност повеќе од тоа што сум добивал одговорност. Јас сум министер за правда од 1.3.2023, и јас може да давам опшет за секоја запика од тоа што е сработено од страна на Министерство за правда, ама не е нешто друго. Од другата страна, мене ми е жал што господинот Мицкоски ја изгуби и времето и можноста да соработува со Министерството за правда, бидејќи од прв ден добија покана за соработка до последен ден. Тој на брифингот со новинарите предочи две пресуди од меѓународен и домашен суд за да го подкрепи својот став дека ниту една реформа не смее да го запре мандатот на именуваните функционери. Едната е пресуда за незаконско разрешување што ја добил полски судија, бидејќи му бил запрен мандатот поради избор на нови 15 членови во советот, за што подоцна добил и оштета. Другата е од управен суд за разрешувањето на Ирена Брзанова, директорката на Комисијата за одлучување во управна постапка во втор степен, која според одлуката незаконски е разрешена додека и течел мандатот од 5 години. Лого е уверен дека Министерството има 3 стратешки документи кои се запечатени со ЕУ препораки. Кренар Лога, според новинарите, е досега најтранспарентниот министер за правда. Тој по 26 јуни најави формирање на невладина организација преку која будно ќе ги следи сите чекори на новата власт во правосудниот систем. Неговата заменичка Викторија Аврамовска-Мадек од редовите на СДСМ се враќа на старата позиција како советник во судскиот совет.